Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечервак имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел Пеце Вртковски. А сега, почитувани слушатели, да проследиме нешто за концертот овдека во Ньюкастел на 4 октомври со Јордан Митев и Благица Павловска. Повеќе околу тоа да слушниме. Дами и господа, македонци и македонки, Македонското младинско друштво Никола Карев од Мелбурн со голема чест и задоволство ви најавува две живи легенди на македонската народна музика. Јордан Митев. И жената со неповторливи хитови, Благица Павловска. Придружен оркестар Амадеус Бенд од Мелбурн, Ньюкастел, 4 октомври, 7:30 часот на вечер. Карти по цена од $40. Контакт Саш Стојчевски 0408 490 148, Ристовеловски 0414 296 910, Джони Линовски 0437 545 456, Мајкл Грујовски 0418 991 911, Пеце Вртковски 0411 673 073, Саре Симеонов 0499 014 254. За повеќе информации Аце Петровски 0417 128 641. Не пропуштајте ги овие спектакуларни македонски концерти со Јордан Митев и Благица Павловска. 4 октомври од 7:30 часот на вечер. Ньюкастел, ве чекаме. Да ги проследиме и наредните соопштенија. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. По повод големиот Богородичен ден, успението на Пресвета Богородица, Голема Богородица, среда 28 август ќе се отслужи Света Божествена литургија во чест на Мајката Божја Пресвета Богородица во 9 сатот сабајлето.
После богослужбата ќе се богослави и крени славскиот колач, а потоа ќе се оди во црковната сала, каде има ручек припремано од домаќините за ова година во чест на овој голем ден. Иначе, Голема Богородица е патрон на нашата света Македонска православна црква во Њукастел, наша заштитничка и молитвеничка пред Бога за секогаш. Нека е за многу години и од Бога словен овој ден. По повод името на нашата црква овде во Њукастел, Пресвета Богородица, Генералниот комитет при Македонската заедница во нашиот град Њукастел организираат игранка и тоа во сабота на 31 август во нашиот Македонски културен центар со почеток во 6:30 часот вечерта. Во чест на имениот ден на нашата црква, ова вечер влезот ќе биде бесплатен за сите. На вечерта ќе има богато мезе, куњата со топли оброци, а барот со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. Многу е важно што за ова богата прослава нашата игрорна група Стив Наумов ќе се представи со најновите сплетови на хореографот Добре Колевски. На вечерта ќе ве забавува најдобрата музичка група од Сиднеј, Арија Бенд. Нашиот фудбалски клуб Newcastle Suns од Newcastle организираат Presentation Night забава по повод крајот на сезоната и тоа во сабота на 14 септември во нашиот Македонски културен центар во Бродмедо со почеток во 6 часот вечерта. Ќе свири најдобрата музичка група од Сиднеј Деспина со најпопуларниот кларинетиста Илија Ампески и вокалистот Туше Благоче Стојановски. Цената за ова вечер е $25 за возрастни до 16 години. Испод 16 години влегуваат бесплатно. За карти јавете се кај Тони Веловски на 0408 693817. Како што знаете, почитувани слушатели, од управата на Македонската заедница овде во Њукастел, црквата Света Богородица заедно со свештеникот Пецо Петровски ќе биде отворена секој понеделник, вторник и четврток од 8:30 до 10:30 сатот за бајлето во склоп на сите други празници. Можете слободно да го посетите храмот, да запалите свеќа за здравје. Свештеникот Пецо Петровски ќе биде присутен во секое време, може да го прашате за било кој православни верски обичај за правилно однесување и почитување на нашата црква. Соопштение за сите родители на деца од 5 години постари. Може да ги донесите вашите дечина во нашиот Македонски културен центар за изучување на македонскиот јазик, култура и традиција. И тоа секој петок од 4:30 сатот после пладне. Имаме околу 30 дечина регистрирани досега, имаме наставници за секоја возраст кој сака да научи да пишува и чита македонски. Значи, сите сте добродојдени, без разлика на годините и возраста. Исто така може да ги регистрирате вашите дечина од 5 години постари за и наредната година, за да можеме да си одобриме паричен фонд од државата. Да најавиме дека можете да ги носите вашите дечина од 5 години постари за тренирање во нашата игрорна група Стив Наумов под раководство на хореографот Добре Колевски. И тоа секој петок од 6 до 8 сатот навечер во нашиот Македонски културен центар. Исто така, почитувани слушатели, нашиот Македонски културен центар овде во Њукастел ви стои на располагање за сите ваши потреби, како свадби, свршувачки, кршевки, родендени и други работи. За сето тоа може да се јавите кај Саше Стојчевски на 0408 490148, кај Ристо Веловски на 0414 296910. Исто така, како што знаете, во нашиот Македонски културен центар овде во Њукастел имаме разноврсни јадења од наши кувари секој петок од 6:30 сатот на вечер. За резервација јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456 или на Facebook околу сето тоа. Исто така може да се јавите кај Саше Стојчевски на 0408 490148, кај Ристо Веловски на 0414 296910. Значи, овој петок и секој петок во 6:30 часот на вечер. Председател Саше Стојчевски заедно со сите мембери во нашата заедница овде во Њукастел ве покануваат на протестот што доаѓа во Камбера на 8 септември, во недела,
да бидеме во поголем број, имаме превоз и за повеќе информации околу превозо, јавете се кај Мери Мицевска на 0413 63 4181. Повеќе околу тој протест може да видите и на Facebook. За сите погреби во црковната сала во нашата црква Света Богородица, црковниот одбор ги спрема сите потребни работи околу припремање за ручекот и сервирање на истиот. За повеќе информации јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456. И уште едно соопштение. Генералниот комитет заедно со сите наши македонски организации од Нјукастел со голема гордост ве известува по повод долгогодишното решавање на статусот на нашиот свештеник Пецо Петровски и враќање на нашата православна црква Света Богородица овде во Бротмедо, Нјукастел, во редовите на Македонската православна црква од Австралија, Сиднејска епархија. По тој повод се организира дочек на дедо владика Тимотеј во месец септември за заедничка служба со нашиот свештеник Пецо Петровски. За повеќе околу ова ќе најавиме во наредните програми, исто и на Facebook. Според сето тоа ве покануваме сите верници да бидете присутни масовно за ова голема духовна служба што не се случило во последните 25 години во нашиот град Нјукастел. Нешто од најновите вести. Јавното обвинителство бара притвор за специјалната јавна обвинителка Катица Јанева поради основно сомневање за злоупотреба на службената положба и обвестување, а во врска со предметот рекет. Државниот јавен обвинител Љубомир Јовевски на пресконференцијата соопшти дека од досега обезбедените докази има основи за проширување на истрагата за рекет и врз Катица Јанева, која е осумничена за злоупотреба на службената положба и обвластување заради стекнување лична корис. Јовевски кажа дека има докази од Јанева остварила лична корис од околу 290.000 денари, така што влијаела на постапката, овозможувајќи олеснување на позицијата на осумничен во случајот Империја. Посочи дека специјалната јавна обвинителка ја злоупотребила службената позиција и остварила лична корис за тоа што најпрво влијаела за ослободување од притвор и враќање на патната исправа, а потоа и дала предлог да се олесни положбата на осумничениот за Империја, со негово прифаќање како сведок во постапката. Полицијата по пладнево на налог јавното обвинителство ја приведи Катица Јанева во нејзиниот дом во скопската населба Козле. Таа со полициска придружба беше донесена во СЈО. Обвинителката Вилма Русковска потврди дека полицијата влегла во СЈО со налог да се одземе компјутерот на Јанева. Се очекува Јанева од СЈО да биде изведена пред судија на претходна постапка, кој треба да одлучи на барањето на јавното обвинителство за изрекување мерка притвор. Катица Јанева, која беше спомната во снимките што ги објави италијанскиот весник Ла Вирета, вчера беше на распит во јавното обвинителство за организиран криминал. Почитувани слушатели, да продолжиме со вашите желби, честитки. Со песната Кршевка денес правиме. На својот внук Ели Стојановски му честитаме кршевањето, да си го ќерде со името и се најубаво во неговиот живот. На синот Крис, Ната Берадент, му честитаме големата радост и на сватовите Џорџ, Росана, Алекс и Тања Кашијан, му честитаме убавата радост за внучето. На нумкоите Тони, Белинда, Зек, Џоџа, Ива, Матевски, како и нумката Загорка, му честитаме радоста и веселбата и му се заблагодаруваме за нивната чест. И тие само за убаво да не поканат за свадби. Овие убави поздрави се посакани од дедото Виден, бабата Зора, стрикото Тони Стојановски, како и бабата Дола Дријовски. Роднини пријатели
Со песната Крштевка на крштеникот Ели Кристофер Стојановски му честитаме кршевањето со среќа напредок да си расти и да си го чердоса името на родителите Крис и Бернадент Стојановски честито убавата радост. Тов година и сестриче за Ели да му крштеваме. На дедото Видан, бабата Зора и чичкото Тони Стојановски честито убавата радост, како и на пребабата Доля, исто и на Бернадет, родителите, честито убавата веселба. Овие желби се од нумкоите Тони, Белинда, со децата Зек, Џоџа и Ајви Матевски, како и старата нумка Загорка Матевски. Исто честитки спраќаат и Васко, Елизабет, Александар и Џајсов Груевски. Со песната Крштевка на внучето Али Кристофер Стојановски му честитаме крштевката, исто му посакуваме добро здравје, голема среќа и успех во детството, заедно со сите негови најсакани. На дедо Видан, баба Зора и стрикото Тони честито убавата радост за крштевката на внучето. Овие се убави желби посакани од дедо Цане, баба Даринка, со цела нивна фамилија Стојановски.
Kršte къде не справиме, за чето име славиме, нашето чедо най-мило, радост, що ми подарило. Кутята ни развесели, на кръщевка не покани. Mamino stato, mio natato, na babacetto babino. Rasti mi rasti, cujka krasi, uva noće delino. Mamino stato, mio natato, na babacetto babino. Rasti mi rasti, cujka krasi, uva noće delino. Tuka je cela rovnina i gosti so familija, aj si te dana zdravime, čestito ime da moje, da ima detstvo bezbrižno i zdravo živo veselo. Mamino zlato, mio natato, na babacetto babino. Rasti mi rasti, cujka krasi, uva noće delino. Mamino zlato, mio natato, na babacetto babino. Rasti mi rasti, cujka krasi, uva noće delino. Godina skoro che dojdi, čedo to che mi prodi, che oči prvi zbolovi, od majka što mu govori. Golemo dani porasni, za svadba dane pokani. Mamino zlato, milo natato, na babacetto babino. Rasti mi rasti, cujka krasi, uva noće delino. Mamino. Дами и господа, македонци и македонки, Македонското младинско друштво Никола Карев од Мелбурн со голема чест и задоволство ви најавува две живи легенди на македонската народна музика. Јордан Митев. И жената со неповторливи хитови, Благица Павловска.
Придружен оркестар Амадеус Бенд од Мелбурн. Ньюкасл, 4 октомври, 7:30 часот на вечер. Карти по цена од $40. Контакт Саш Стојчевски 0408 490 148. Ристовеловски 0414 296 910. Џони Линовски 0437 545 456. Мајкл Грујовски 0418 991 911. Пеце Вртковски 0411 673 073. Саре Симеонов 0499 014 254. За повеќе информации Аце Петровски 0417 128 641. Не пропуштајте ги овие спектакуларни македонски концерти со Јордан Митев и Благица Павловска. 4 октомври од 7:30 часот на вечер. Ньюкасл, ве чекаме. Продолжуваме со вашите желби, честитки. Со песната Љуби срце на нашата сакана ќерка и сестра Моника Вртковска и го честитаме 19-тиот роден ден, исто и посакуваме добро здравје, голема среќа и успех во школото. Тоа се убави желби посакани од таткото Љупче, мајката Доена, братот Даниел со свршеницата Изабела, сите Вртковски. Со истата народна песна на поштованата и многу сакана внука Моника Вртковска и го честитаме 19-тиот роден ден, како и многу голема среќа во животот, заедно со сите нејзини блиски. Убавите желби се посакани од дедо Гоце, баба Нада и стригото Злате со фамилијата Вртковски. Мојот живот тежок е, верувај пријателе, не знаев дека многу дни носат бури горчини, ако нека носат, не се исплаши. Имам срце што е гладно за што ги познавам, сакаат да дознаат, но кога такви сиви дни, што ни носат горчини, ако нека носат, не се исплаши. Имам срце што е гладно за срце, лjubi silno, igraj vo grad i ne
Со песната Царе мори на внуката Моника Вртковска и го честитаме 19-тиот роден ден, исто и посакуваме голема среќа, убав успех во иднина заедно со сите незини блиски сакани. Тоа се желби посакани од дедо Пеце со цела фамилија Вртковски. Со истата народна песна на внуката Моника Вртковска и го честитаме 19-тиот роден ден, како и здравје, среќа и весела иднина во животот. Тоа сето е посакано од баба Ваница со цела фамилија Белевски. Со песната Мајко една си на светот. На нашата голема пријателка Грозда Драгарска и го честитаме роденденот, исто и посакуваме добро здравје, голема среќа и длабока старост со сите нејзини најблиски. Овие се убави желби посакани од незините многу поштовани пријатели Јоце и Милка Митревски.
si mi sve što imam jaz. Zašto ne si kraj mene? Se razbole, majko, jaz bez tebe. Zašto ne si kraj mene? Se razbole, majko, jaz bez tebe. Skilnik сега сум поспето. Majko, 9 godini, moja mladost pomina, lice moje mi ovena, moja mladost pomina, lice moje mi ovena. Majko, jedna si na svetu, seka večer presonuva, noke se razbuduva. Ah, majko, tebe te nema, noke se razbuduva. Ah, majko, tebe te nema. Почитувани слушатели, да слушаме нешто повеќе за концертот овде во Њукастел со Јордан Митев и Благица Павловска на 4 октомври. Нешто повеќе да слушниме. Дами и господа, македонци и македонки, Македонското младинско друштво Никола Карев од Мелбурн со голема чест и задоволство ви најавува две живи легенди на македонската народна музика. Јордан Митев. И жената со неповторливи хитови, Благица Павловска. Придружен оркестар Амадеус Бенд од Мелбурн, Њукастел, 4 октомври, 7:30 часот на вечер. Карти по цена од $40. Контакт Саш Стојчевски 0408 490 148, Ристовеловски 0414 296 910, Џони Линовски 0437 545 456, Мајкл Грујовски 0418 991 911, Пеце Вртковски 0411 673 073, Саре Симеонов 0499 014 254. За повеќе информации Аце Петровски 0417 128 641. Не пропуштајте ги овие спектакуларни македонски концерти со Јордан Митев и Благица Павловска. 4 октомври од 7:30 часот на вечер. Њукастел, ве чекаме. За карти за концертот, кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073 или секој
петок од 6 до 8 сатот навечер во нашиот Македонски културен центар во Бротмедо. Сега одиме со најновите соопштенија од Нјукастел и околината. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. По повод големиот Богородичен ден, успението на Пресвета Богородица, тоа е Голема Богородица, среда 28 август, ќе се отслужи света божествена литургија во чест на Мајката Божја Пресвета Богородица во 9 сатот сабајлето. После богослужбата ќе се благослови и крени славскиот колач, а потоа ќе се оди во црковната сала, каде има ручек припремано од домаќините за ова година во чест на овој голем ден. Иначе, Голема Богородица е патрон на нашата света Македонска православна црква во Нјукастел, наша заштитничка и молетвиничка пред Бога за секогаш. Нека е за многу години и од Бога благословен овој ден. Соопштение од управата на Македонската заедница овде во Нјукастел дека црквата Света Богородица заедно со свештеникот Пецо Петровски ќе биде отворена секој понеделник, вторник и четврток од 8:30 до 10:30 сатот сабајлето во склоп на сите други празници. А исто така можете слободно да го посетите храмо, да запалите свеќа за здравје во овој верски дом. Свештеникот Пецо Петровски ќе биде присутен во секое време, можете да го прашате за било кој православни верски обичај за правилно однесување и почитување на нашата Македонска црква. По повод името на нашата црква овде во Нјукастел Пресвета Богородица, Генералниот комитет при Македонската заедница во нашиот град Нјукастел организираат игранка и тоа во сабота на 31 август во нашиот Македонски културен центар со почеток во 6:30 часот вечерта. Во чест на именденот на нашата црква ова вечер влезот ќе биде бесплатен за сите. На вечерта ќе има богато мезе, куњата со топли оброци, а барот со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. Многу важно што за ова богата прослава нашата игрорна група Стив Наумов ќе се представи со најновите сплетови на кореографот Добре Колевски. На вечерта ќе ве забавува најдобрата музичка група Арија Бенд од Сиднеј. За ова вечер ве замолуваме да се јавите кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073 за резервација на маса со вашите пријатели за вечерта. Генералниот комитет, заедно со сите наши македонски организации од Нјукастел, со голема гордост ве известува по повод долгогодишно решавање на статусот на нашиот свештеник Пецо Петровски и враќање на нашата православна црква Света Богородица овде во Бротмедо, Нјукастел, во редовите на Македонската православна црква од Австралија, Сиднејска епархија. По тој повод се организира дочек на дедо владика Тимотеј во месец септември, во заедничка служба со нашиот свештеник Пецо Петровски. За повеќе информации околу денот ќе најавиме во наредната програма. Според сето ова се покануваат сите верници да бидете присутни масовно за ова голема духовна служба, што не се случило во последните 25 години во нашиот град Нјукастел. Да продолжиме со понови вести од Македонија. ВМРО ДПМН заедно со народот и секој слободно мислечки македонец ќе ја струши ова власт и ќе донесе правда. Падот на ова власт не е прашање дали ќе се случи туку кога. Едноставно дојдовме до степен кога не постои ниту тронка надеж дека било што ќе се подобри. Затоа се знае народот ќе каже доста е на наредните предвремени парламентарни избори. И за таквиот пат нема да помогнат ниту аберите од некои кругови на власта за да се прогледало низ прсти за некој случај или пак оние сведоштва, првиот крадеше повеќе, ниту пак оние обиди за инсталирање на некоја послушна опозиција. ВМРО ДПМН заедно со народот и секој слободно мислечки македонец ќе ја струши ова власт и ќе донесе правда, истакна лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. И не сакам да звучам одсутно и ќе кажам дека ги слушам сите оние кои говорат ајде пожестоко на улица бунт против ова власт. Голем дел од овие луѓе ја сакаат Македонија. Ги разбирам и знам дека не им е сеедно и дека срцето им се кине, исто како мојато, кога во собствената земја, својата држава, ја гледаат окупирана од
неодговорна и неспособна власт и како им се одзема иднината која е нивно право. Но јас ќе им порачам дека им ветив битка до последниот здив и стојам на тоа, но дека им ветив победа. ВМРО започна со рушење на ова неодговорна власт, која секогаш не е изразено преку протести и избори и собири, кои ги имавме и во зимата и преку минатото лето, а не исклучувам и дека пак ќе ги имаме, уште пожестоко и уште помасовно. И тоа рушење, кое реков дека веќе е започнато, секој од вас го гледа, освен тие што свесно не сака да го видат, рече Мицковски и додаде. Воедно историјата не учи никогаш да не се избрзува со неподготвени отпори и спротивставување на силите кои и пркоселе и одземале нашата слобода. Воедно следува период кога ќе се одлучува и за европската иднина и ВМРО нема да биде алиби на можниот неуспех. Треба да знаеме дека имаме нечесна власт, која пак треба да знае Македонија не е пашалак на заевци, а народот заробеник на нивниот криминал. А народот и ВМРО ќе победат убедливо, зашто таква победа ни треба, за да Македонија ја обновиме од овој криминален ураган на власта. И одговорност мора да има одговорност. Немам намера за никаков компромис со никој кој се огршил спрема законот без оглед на кого се работи, а тие кои злоупотребиле народни пари, мала ќе им ја биде земјата да се сокријат. Заев потенцира, лидерот на ВМРО-ДПМН е на колена и веќе нема кредибилитет ова влада која тоне во собствениот неуспех. Неговиот пат и заминување од ова влада не е избор на Заев, туку одлука на народот во кој силно верувам. Октоподот е во слободен пат, доаѓа обнова на Македонија. ВМРО-ДПМН вели, свесни сме за слабиот капацитет на власта, ги предлагаме овие мерки за заштита на африканската чума. Ангушев и Димковски во стилот на СДСМ не нудат решенија, туку го пролонгираат проблемот. Половичните решенија кои ги нуди власта се опасност од разгорување на проблемот и огромни штети за Републиката Македонија и реагираат исто така од ВМРО-ДПМН. Нивната реакција ја пренесуваме во продолжение. Вирусот на африканска чума е многу отпорен и високо патоген. Пристапот при неговото третирање треба да биде сериозен и систематски. ВМРО-ДПМН свесни за младиот капацитет и за слаб капацитет на власта, а во насока на доброто на Република Македонија ги предлага следните мерки. Првата, отстрел на диви свиње согласно годишните планови за отстрел на дива свиња за секое ловиште, а секое отстрелана дива свиња над планираното да биде покриена со страна на државата на претходно тврдена пазарна вредност. Второ, строга контрола на граничните премини при внес на животински продукти во багажникот на патниците, но и засилена контрола на целата гранична линија на Република Македонија со Република Србија и Република Бугарија. Трето, постојан мониторинг за присуство на вирусот во легалниот промет на репроматеријали, како и земање мостри од добиточна храна во промет. Четврто, формирање на санитарни прстени околу поголемите свињарски фарми во земјата. И петто, времен прекин на промен со свиње на сточните пазари. Ова се само дел од мерките кои треба да бидат преземени, да превентираме за подоцна како држава да не се соочиме со штети од несоогледливи последици. Доколку власта е нестручна, тука сме да помогниме. Почитувани слушатели, на самиот крај на програмата сакам да ви пожелам добро здравје, успех до идната сабота во истото време од мене Пеце Вртковски. Пријатна вечер, добар прием и пријатно до слушање. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in